Добар ви ден или добро вечер, све зависно кога гледате видео. Добре дојдовте во уште едно ново видео. Добре дојдовте во Carpool Karaoke. Многу ми е драго што конечно помина колку месец дена да го снимаме повторно ова. Кажав дека целта ми е малку да направиме промена. Ги видовме пеачите, ги испеавме нивните песни. Денеска на ред, односно втор кој што ќе се појави на мојот канал е градоначалникот на општина Аеродром, мојата општина, Тимчо Муцунски, кој што за мене представува вистински мотив, инспирација, затоа што има многу интересен пат поминато. Ќе го коментираме денеска, ќе си го каже буквално од почетокот па до крајот. Меѓутоа имам спремени многу интересни прашања. Секако дека сме на оваа камера денеска. Со Апасиев помина фантастично интервјуто и само сакам да ви кажам огромно фала за поддршката. Се надевам дека во исти правец ќе продолжиме и денеска. Денеска сме во одлична кола. Па дури поубаво од таа што бевме со Апасиев. Денеска ми е дадao од Sixt Audi 6. Значи јас би сакал да ви објаснам каква е кола, меѓутоа не знам, не се разбирам. Ова е фантазија, ова е Space Shuttle. Преубава црна убавица. Значи Audi 6, само тоа сакам да ви кажам, доколку ви треба луксузно, убаво возило, комфортно возило кој што ќе воднесе од една до друга дестинација, каде сакате вие, тука се секогаш Sixt. Ние сме веќе во општина Аеродром. Затоа да не го тупам, одиме да го земеме Тимчо, да си направиме одличен муабет, да му направиме некој интересен музички предизвик и да видиме како ќе одговори на прашањето од Луто Пиперче. Ајде! Драги гледачи, Тимчо Муцунски, градоначалникот на општина Аеродром. Тимчо, добре дојде. Добре те најдов. Фала ти што одвои време. Со задоволство. Посебно за аеродромец. Посебно за аеродромет, се надам дека ќе си направиме супер муабети. Видите каква кола те собирам. Знаеш ли што ми кажаа мене? Само морам да ти кажам. Ако оставиш добар впечаток кај градоначалникот и ако си добар пријател со градоначалникот, ќе имаш полесен живот во општината. Точно ли е тоа? Абе види, се пристап до градоначалникот секогаш помага. Ние се обидуваме пристап до градоначалникот секој граѓанин да има. Бидејќи стварно знаеш кога ќе станеш градоначалник, свекаш дека најголем дел од проблемите кои што ги имаат луѓето во секојдневието се локални. Да. И можеш да помогнеш на сите колку што можеш во рамките на ограничувањата што ги има и буџет. Сите се жалат криза голема и стварно е криза и општините го чувствуваат тоа. Ама паралелно па ја што кажувам, излеговме од кампања, ветувавме многу. Имаше една интересна сликичка и на многу фина, мислам дека беше како ќе изгледа Скопје после локални избори со Space Shuttle. Не сум видел. Добра беше тоа. Демек многу се ветува, ништо не се остварува. И стварно многу ветувам и се ја кажам стварно е криза, посебно цената на струјата не победи негде околу €1.000.000 на буџетов ни удри, ама сме дале ветување и мораме да ги реализираме. И добро е кога го знаеш градоначалникот, ќе има слуг за сите барања, но ние се обидуваме тоа да биде еден поширок пој. Добре, ти го поставам прашање шуминатово, многу граѓани се жалат, не зборам за тебе. Станат градоначалници, ги забораваат граѓаните, нит на телефон дигаат, а у принцип реално позицијата градоначалник е услуга за народот, нели? Треба да близеш близок со народот за да ги услужиш. И тоа е, знаеш како, тоа е една функција, но многу е битно да имаш добар тим. Така е. Значи џабе човек сам не може се да постигне. Јас за среќа имам една феноменална група на тоа една комбинација и на млади, но и на искусни луѓе кои што работат заедно со мене. Многу предизвици има, ама се надеваме дека со тек на време ќе успееме да ги решаваме. Ќе те прашам околу градоначалникот, така случајно почна темава. Јас кажав на почетокот дека за мене си човек кој што барем мене ме мотивира, си многу млад, многу успешен и пред тебе предстои многу успешна политичка кариера, секако и си професор и така натаму. Мене многу ме интересира овој момент, бидејќи сега повеќето сигурно знаат, започнуваш со образованието во Соединетите Американски држави, се враќаш да го завршиш основното во Љубен Лапе, така? Така. И потоа одиш повторно во Канада, го завршуваш фактички повторно образованието и се враќаш тука да дипломираш, односно да се запишеш нели на факултет. Таа работа мене ме интересира, додека сите млади во државава гледаат како да киднат, Тимчо Муцунски се враќа и драги гледачи гледате дека на човекот ништо не му фали. Знаеш како, тоа беше една одлука која што прво сам се ја донесов, да ги прашаше моите родители во тој период, они имаа поделени мислења, но не ми правеа на никој начин притисок. Мислам, ме оставија сам да одлучам што сакам да студирам, каде сакам да студирам. Во тој момент, подолг период од мојот живот го имав живеено надвор од Македонија и чувствував некоја внатрешна потреба да се вратам тука. Љубов кон татковината или? Знаеш како, не можеш да определиш една причина зашто е тоа така, но ти како млад човек, ја чувствував во моментот дека сакам во Македонија да живеам, сакам да ги почнам студиите во Македонија. Во тој момент си правиш можеби некои други планови, па за постдипломски надвор, па за како секој млад човек што си размислува, но сакав тука да ги почнам студиите. И воопшто не е лоша одлуката што ја донесов, стекнав одлично образование од
феноменална група на професори на правниот факултет во Науки. Скопје, При УКИМ. на УКИМ. Сега имам прилика и да работам на тој исти универзитет, така да воопшто не се каам за одлуката. Сметам дека ова е држава доколку имаш амбиција, цел, можеш да постигнеш многу работа. Има огромни недостатоци, не го спорам сето Така. тоа. Огромна група на луѓе им се одземени можности заради различни причини и проблеми што ги имаме во општеството, но што е наша обврска да го промениме сето тоа. Точно така. Се водам од нешто што го кажува во текот на кампањата. Јас не сакам политиката мене да ме промени, јас да ја променам политиката, да покажеме како млади луѓе дека можеме стварно поинаку, тешко е. Ки има препреки, ама ако сме фокусирани, можеме Знаеш се до тоа како, да го ние постигнеме. младите си изнаслушавме овие години ваков сличен муабет да промениме и дај Боже веќе да дојде тој човек, дај Боже да бидеш тоа ти, кој што барем ќе се променат некои работи бидејќи нова држава и е потребно, нели? Промени меѓутоа, ајде да не збориме толку многу за политика. Да. Какво дете беше Тимчо? Мене ме интересира зашто вака делуваш на доста смирен човек, не знам, посветен кон семејството, кон фамилијата. Дали беше можеби како дете бунтовник, дали или тогаш беше како што викавме ние бубалица? Бубалица. Бев многу мирно дете. Да? Генерално внимавав секогаш, знаеш, да функционирам во рамките на тоа што на домашното воспитување да внимаваш. Имам таква, заради тоа што често се селевме во моето детство, имам многу силна близина со моите родители. Немам ни брат ни сестра, едно дете сум. И секогаш сум внимавал на таа релација со моите родители, да го почитувам тоа што они ќе го кажат во делот на воспитувањето. Секако, као и секој дете, сум имал своји бунтовни, проблематични моменти, знаеш како посебно во делот на тинејџерските години, но не сум бил проблематичен, уште од мала возраст секогаш генерално сум влегувал во таа категорија бубалица можда не, ама во категорија мирно дете сум влегувал, али затоа се син ми наплаке за сето тоа. Он е вака бунтовно немирно дете, така да моите родители како родители имале мирно дете, но затоа сега имаат доста немирно внуче. Види, твојот дете најверојатно аеродромче ќе си биде и ќе си стане малски човек, малски човек. Аеродромец, ја така сакам да си кажам. Има такво понашање. Од аеродром, нормален човек, не знам колку излегол, во позитивна конотација, во позитивна. Многу позитивна. Види, аеродром тргни ти аеродром што има произведено, политиката на страната нам, еден Симон Трпчевски. Аеродромец и он се гордее со тоа. Легенда во музиката. Така, и таков профил на луѓе има доста произведен аеродром во делот на науката, спортот. Во делот на колку успешни спортисти имаме тука за кои што се гордееме, така да ова е општина, населба која што има свој дух, бунтовен дух. Се согласувам тука дефинитивно, но има. Затоа викам, не сме нормални, позитивна смисла. Позитивно, да. Кажи ми околу факултетот, уште поинтересна приказна за тебе што на 16 години фактички доаѓаш и го започнуваш факултетот, а го завршуваш на 19. Како тоа? Како се случува сето тоа? Јас прво почнувам со основно училиште, бидејќи почнувам во Соединетите Американски држави на 6 години со прво оделение, се почнуваше на 7 години. Добро. Прво оделение. И потоа кога одам да се селам во Канада, таму пред упис во средно образование прават некоја форма на тестирање и ми дадоа една можност да скокнам уште едно оделение. Што беше подобар од другите, па да скокнеш? Прават некои тестирање на кои што они определуваат дека по сите категории на тој модел на тестирање си ти подготвен да почнеш веднаш со средно училиште. Така да јас така почнав средно училиште една година исто така порано и бев 16 години кога завршив средно. Се упишав на факултет на 16 години, летото наполнив 17 години, што значи прва година почнав, таза е 17 години и учиме за правна, за деловна способност на правен факултет. Професоркава Родна Живковска тоаш ни предаваше и вика сите вие ги исполнувате сите услови, сите сте над 18 годишна возраст и колега, има еден тука што не е над 18 години, еден 17 годишен и проблем беше тоаш не можев во диско да влезам. Знаеш како студент прва година? Мало лете. Сите искачаат, сите се дружат, ти немаш лична карта. Си влегол без лична. Знаеш колку пати закони сум прекршувал? Ете го бунтовникот, па не го толку мирен. Гледаш, имало нешто. Значи идеш у диско и без лична карта си влад. Како не? Пиеш ли, Тимчо? Па како и секој млад човек, фала Богу, ќе пробаш алкохол, тоа е нормална работа. Ми вадат слика у кампања, не знам дали си ја видел. Каква слика? Не знам како, види. Ми нашле, тоа стварно труд вложиле, ја ги имав забораено сликиве.
од СДС, они скачаат од тие лажни профили, да не се лажеме од СДС, тоа е политика, мора на све да си Стандард помните. си го правите един на другите. Ни вадат слики од матура. У Канада, со јегер у рака. Мора да најдам слика. Еве, ќе ја најдеш. Ако ја најдам сликава, ќе ви ја ставам. Да. Еве го каков ви е градоначалникот, расипник, пиеш. кандидатов, алкохоличар, расипник, она. А кој ме знае дека ја малце сум потежак на алкохолот, тоа некој као мана веќе ти го препишува, малце сум лош за друштво по тој дел. А ми го најдоа, ми го извадија. Кога се начукаш, као проблеми правиш или не пиеш? Не пијам, малце доседен знам да сум така. Везе ми наоѓаат слики и у кампања вадат, еве го, расипник, вако, сликиве од 2006 година од матура у Канада. Не се потрудиле. Абе види, знаеш како сега некој вака ќе го види, ќе си каже на сликава ќе рече гледа ова може лани било, од кај да знаеш, сега знаеш малку ги замаглиле слики, они се потрудиле као. Па добро, со тоа. Али политика во Македонија, сваќаш дека тоа се ниски страсти, се не можат да кажат корумпиране, не можат да кажат прекршувал закони, иако сега малци им дадов материјал што прекршувал она диско сум влагал, да? Ништо не се видело така. И сега сликиве од матура ми се најголема слабост у политичка кампања, али тоа е. Па види со оглед на тоа дека тепаше на изборите и скоро 3:1 не им успеала кампањата да се здрави живи. Абе видиш што ме теша и другари, викаат па луѓе ќе видат еве нормален си пијачка, вака, така да и тоа проаѓа кај граѓаните. Сите нормално, еви јас вежбам искрено и све, аба една пијачка, две. Нормално, фала Богу. Да те прашам сакам околу музиката. Многу често зборуваш јавно за дека си ја следиш македонската естрада, дека поддржуваш македонска естрада и многу ми е драго што ги правите сите овие концерти низ аеродром. Чисто да знаеш и Стефан Лазаров е од аеродром, ако некад нешто ви треба, јавете се. Така си се нудам јас. Па секако, ние гледаме, не, ама стварно, се, као што гледате, ние на сите настани што ги правиме, поддржуваме аеродромски уметници. Да. И мислам дека во време кога беше стварно ковид криза, кога и вашата професија беше сериозно погодена, нема потреба да носиме уметници од странство, која нашиве создаваат вака иста позитивна енергија, дури поголема позитивна енергија од дел од тие уметници, така да ќе правиме настаните, планираме зошане аеродромски уметник. Ајде, успеав, пишете во коментар дали заслужувам. Многу ми е драго како што кажаш што ги поддржуваш и мене ме интересира, ајде да ми кажеш кои ти се омилени артисти, кои песни онака ти се при срце и во кој правец слушаш тимчо музика? Кога веќе не пиеш толку алкохол? Ја многу сакам македонска музика. Може ново листче да свртиме. И тоа е дел од аеродром. Не, тоа е не раскинли дел од аеродром. Ја многу сакам македонска музика. Еднаш се смеевме со еден од моите најубави другари, сега сум му и кум, војдам да го поздравиме, комашинот мој работеше на времето као менаџер по поеќе дискотеки и вика најдовме, вика една женска не знаеш како пее за свирка да прави, како се вика Анета, бе викам ја знам лани на Макфест настапуваше, а девојче стварно многу добро пее. Анета. Имаше неколку песни девојче на свирки правеше, вика само ти ги знаеш, вика сите македонски уметници. Тоа беше толку пратиш, сакаш да кажеш. Види, сакам македонска музика, а во последно време нема доволно продукција на македонска музика, што е жалосно. Ни фалат и одредени уметници што нашиве генерации многу ги сакаа. Врчак ни фали да излезе со некоја песна. Колку сум се трудел да го донесам тука на ова место. Кај не е Врчак, значи моите генерации така сме уживале во тие песни. Има се уште ентузијасти кои што работат со феноменални производи. Next Time албумот што го издадоа стварно автентичен, македонски, но на огиот начин како автентичното да го допрат во современ контекст до младиве луѓе. И има тие што се ентузијасти, Панчо и Андреј од ДНК, мислам они слават 20 години кариера, мислам оваа година. И сите тие Панчо не го сакам многу, ама да е здрав и жив. Сите што придонесуваат за македонското небо треба да ги почитуваме. Ја Панчо го сакам многу и се нормално е, се политика гледаш, не. Ете, јас сум од другата страна. Не секогаш ќе согласиме, но тие се луѓе кои што навистина творат македонска музика без да се спомне, тоа е невозможна работа. Добро, знам дека си многу со музикава, имаш многу познавање, доста се фалеше. Сега на ред е да видиме, ќе ти направам еден јутуберски предизвик. Продолжи го текстот, ти пуштам онака баш познати рефрени, од познати наши. Значи не морам да пеам, не морам да рапам. Не мораш да пееш, не те терам да рапаш. Меѓутоа треба да видиме колку си сега со музика подкован како што кажеш. Да не биде политичари, зборат, лажат, да си здрав и жив. Готов сум. Прв артист е Лозано, да видиме Тимчо Муцунски дали ќе погоди. Mi fali, dormis, na Jorgova
И мене душа да ми гали. Тој мирис го имаш на почетокот, чекај да видам секунда. Добро, ќе му простиме ли, значи тој мирис на почетокот не го кажа. Али Значи ова е феноменална песна. Памтам дека и Тијана ја преработи. километри, да, за Да, српски. ја преработи и стварно многу убава версија. Овие вториот ти се сега next time, со кој што на кој што им беше на промоција, внимавај, имаш притисок, не смеш да промашиш. Ја излези сестра. Добар си. Значи ќе Со нив имав една интересна дешавка, кога се видовме пред некое време и викам, дечки, знаете ли која ми е омилена песна од вас? Која? Чекам на тебе. Се мислат вака, се гледа. чекам на тебе. Од времето рокери која бе? Аха. Многу добра не ми песна. текна, не ми Многу текна. добра песна. Океј, сега да видиме дали е точно. Океј. Еден и пол поен до сега за Тимчо, еден од Не нокаут, смелаш. една од најпознатите македонски песни. Само помисли на тоа што се можеме. Може би е доцна, а може не. Тоа е тоа, овде имаш цел поем. Може би е доцна, а може не. Ова песна не може човек да не си ја подпевне кога ќе ја слуша. И многу добра музика има. Многу Уште прават свирки, врв се дечка. Треба да направиш во аеродром еден концерт со Игор Џамбазов, Ќе со направиме. него. Ке добра Мислам идеја. дека се многу добри. Баш Џамбазов е многу актуелен на социјални мрежи, дека треба да се поддржуваат таквите да. уметници. Следен е Слаткар. Имам сила после се, пак да продолжам. Има храброст во мене. Ја знам песна, искрен сум, не го знам текстот. Да не мисли Слаткар дека е намерно дека беше за Цанде. Не е намерно. Значи не е. Супер е, стварно не го знаев текстот. Ама Искрено. политички одговор е Не, искрено, стварно не го знаев. Ама да не мисли дека е намерно, затоа. Добро, да видиме што вика следно. Да запирам, имам сила покрај се. Многу убава песна. Убава песна, стварно убава песна. Со Тамара Торе са како стоиш? Тамара е супер. Одлична музика прави. Добро, да видиме. Баш тој ден. Ке ме сакаш и прогонуваш. Браво, тоа е тоа. Да, може. И Тамара ке не пофали. Одлично. И последна, Тоше Проевски, оваа песна имаш сериозен притисок. Тука може и Даре да стави едни тапани. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во животи туѓи. Кој во моето минато плови сосем... Сега ќе уднам. Ми фали пола поен. Добро. Кој Кој во моето минато плови, сосем мирно. И без да се срами. Добро, кој ќе ја чуе човек песната, одма Да, одма ти доаѓа. Немаш проблем. Добро, Трипл? Трипл, пишете во коментар дали Тимчо Муцунски се покажа како добар во јутуберски предизвик. Сакам да те прашам чисто онака околу стана градоначалник, прво честито. Благодарам. Дај Боже да тераш долго, еден ден да те видиме, па може би премиер на Македонија. Колку ти се променија стандардните обврски, нема те прашам животот, туку стандардните обврски, како сега пронаоѓаш време и за сопруга, и за дете, и за пријатели? Сигурно е многу напорно. Има многу предизвици и многу проблеми што сакале не сакале, мораме да ги решаваме, сме се обврзале на тоа. Да. Ја кажувам една од најубавите привилегии од политиката, тоа е да бидеш директно избран. Добро. Значи, излегле луѓе за тебе гласале, за твојата кандидатура, така за е. твојата партија, ама те заокружиле на ливче, што е огромна обврска само по себе. Така е. Фали слободно време. Знаеш, би сакал да можев као некои други градоначалници, знам, претходниот градоначалник на Карпаш во канцеларија Кантер си играле, Сони си играле. Стефан Богоев, а? Ама после гледаш тавани паѓа. Добро, стварно е тоа? Вистина? Ја така сум чул, така се збори, ама Сега после паѓа гледаш, тавани у градинки. па ќе се случи такво нешто. Значи мора да си она максимално фокусиран,
да гледаш, да си следиш програма и тоа што си ветил. Јас мислам, извини ќе те прекинам, дека си љубоморен. Малку општено Карпош очигледно е по-опремен, имаат компјутери, PlayStation, а вие што немате и сега си љубоморен на Стефан Богоев. Не сум. А? Не сум љубоморен, јас само кажувам, мораме да поставиме малку да. поинакви пракси, иначе после нас гледате што се случува. Така е. У ситуација си да не сакаш пак да се кандидираш, у ситуација си твојата партија да губиш, што значи твојот концепт губи. Првата промена која што мене лично најмногу ми се допадна заради тоа што сум дете кој што на утакмиците на МЗТ било дел од фамилија аеродром и се сеќавам какви празници беа тоа кога одевме на МЗТ и кога го полневме Борис Треговски, камоли Лименка и многу ни беше жал општо на цел аеродром кога таа највачка група се повлече. МЗТ падна во АБА Лига 2, некако интересот за МЗТ како да замре. Сакам да ти честитам за тоа што успеа да ги вратиш навивачите на трибина и пред се ти честитам и за титулата и АБА Лига 1. Многу бај работи се случуваат околу МЗТ. Меѓутоа прашањето ми е дали е точно дека еден од првите чекори од кога дојде на власт и си градоначалник на аеродром ти беше да ги вратиш навивачите и како успеа да го направиш тоа? Види, као човек што израснал во оваа населба, кој што ја знае населбата, знам колкаво е значењето на МЗТ како клуб. Големо. Но најголема грешка што може некој политичар да ја направи е да се прави експерт за кошарка. Добро. Ја кошарка сакам да гледам на телевизија, но паметна одлука што ја направив во тој момент е што ја ставивме кошарката на кошаркарите. Добро. Има нова управа тимот, има фантастичен нов тренер, имаше добар тим кој што беше заселен со уште неколку добри играчи, заслугата е нивна, не е заслугата на градоначалникот. Наше е да даваме поддршка, кога можеме да овозможуваме подобри услови, но би рекол дека во делот на резултатите заслугата си е на играчите, стручниот штаб, управата, луѓето кои што се спортисти и го знаат спортот. Мене лично, ако ме прашате, резултатот со АБА немаше да го постигнеме без фемели. Значи салата беше преполна, така е, имаше преубава енергија и мислам тоа беше главниот носечки фактор кој што ги мотивираше кошаркарите да постигнат резултат. Сега следната сезона не очекуваат уште поголеми предизвици. АБА 1 е многу сериозна екипа. Така е. Звезда, Партизан, Цибона веројатно ќе се одржи по последните информации од Цедевита, тие се будучност. Се сеќавам како беше пошто јас бев таму кога го победивме Партизан во Борис Треговски и знам, меѓутоа како ги врати? Дали имаше некаква понуда до нив? Дали имаш нешто што би ни кажал вака јавно или од нигде никаде се вратија? Сигурно со дел од тие луѓе комуницираме и тоа е нормално прво бидејќи тие се жители на населбата, а дел од нив си имаат свое влијание во делот на спортската култура. Така е. Управата има многу почеста комуникација со тие луѓе и тоа е нормално, навивачи, клуб, да има комуникација. Затоа и прашувам, нешто мора да се случи. Така, вие во спортот е и шоу бизнес на некој начин. Добро. Така мора да ги анимирате луѓето за да бидат присутни во сал. Нормално. И во таа смисла ние сме зборели со директорот на клубот покрај задржување на најдобрите играчи. Вака еден мал апел до Војдан, Дамјан Стојановски. Така. Очекуваме следната сезона да останат со тимот во АБА 1, да донесеме уште подобри исто така домашни странски играчи, но да анимираме публиката да има интеракција, публиката да биде вклучена, на пример, сме зборувале со клубот во дизајнот на новиот дрес. Така, зашто новиот дрес за следната сезона да не го подготви дизајнот некој локален аеродромски уметник, па неколку опции да имаме да гласаме сите. Луѓето сакаат да бидат вклучени во тимот. И мене ме радува што новиот директор Филип Ѓорески заедно со целиот тим кој што го има околу себе си, Александар Петровиќ, сите овие играчи кои што беа дел од тимот оваа година, сакаат да бидат баш поврзани длабоко со општинава. Наше да им ги оставиме, да им оставиме слободата да работат со спортот тоа што тие го знаат. Сега дали си спремен, кажи ми да ми одговориш на доста незгодни прашања. Имам рубрика која што се вика Луто пиперче. Не знам зашто ја викам така, нема да дадеме лути пиперки, едноставно лути ми се прашањата. Ајде да видиме. Идеме 5 прашања, драги гледачи, знам дека го очекувавте овој дел. Кој е најлошиот премиер што некогаш го имала Македонија? Многу лесно ќе ти го одговорев ова прашање. Не само премиер, најлоши влади, ни се сите тие што биле, што почнаа од 2017 година натаму. Повеќе премиери имало во тој период и ќе одговорев само за еден,
но како што рече и Али Ахмети пред некој ден, се исто како и до сега. Добро. Се цитира како и до сега, што значи сите кои што биле премиери од 2017 година до денес влегуваат, јас би рекол, во таа категорија. Второ, дали е точно дека се уште има некаква поврзаност од Никола Груевски ВМРО ДПМН или малце да го конкретизирам дека има влијание на некои одлуки на ВМРО ДПМН? Нема влијание, мислам тоа е на дневна политика, кога немаат што друго да кажат. Скопје 2014, Никола Груевски е поранешен председател на ВМРО ДПМН, е бил премиер долги години на државата, но ово раководство на партијата си ги води работите како што тоа мисли во консултација со органи и тела на партијата, како што тоа мисли дека е најдобро. Може ли да ти дадам едно ново политичко прашање зезнато, моментов ми текна? Доколку си ти на власт и има шанси да се врати Никола Груевски, дали би го оставил во затвор или не? Значи, ова прашање ја можам да го одговорам и морам да го одговорам примерно како човек што предава право. Мораме ние да ги почитуваме сите одлуки кои што ги даваат судовите. Но истовремено би укажал и на една друга работа е дека во последните години сите сме сведеци на сериозна политизираност и политички одлуки кои што произлегуваат од нашето правосудство. Значи јас не можам како човек што предава право на студенти да речам јас утре ќе го дерогирам правосудниот систем. Но јас тоа што можам да го кажам е дека треба да работиме да го реформираме правосудниот систем. Така да не е ова, многу е лесно навидум да се одговори прашањето, но прашањето има длабока суштина со напредокот на нашата држава. Мораме да го почитуваме правниот систем, но истовремено таму каде што гледаме слабости негови мораме да го реформираме. Дали промената на името за тебе е вредна за влез во ЕУ? Дефинитивно не. И дури гледаме сега дека промената на името и сите тие договори кои што се случуваа во тој период, за жал го обременуваат нашиот пат кон Европската унија. Што значи дека сите тие, зашто велиме сите овие влади и премиери од 2017 година до денес, повеќе влади, трет премиер е Ковачевски од 2017 година до денес, се тие кои што создадоа вакви штетни политики, да Македонија се наоѓа во таков еден, јас го нареков пред некој ден ќорсока, гледам и некои бивши министри од истата влада сега го нарекуваат тесни слепи улички, но факт е дека ваквите лоши одлуки, непромислени во надворешната политика, ја доведоа Македонија во подредена состојба. Јас стварно не знам како постои македонец роден што живеел тука, што се осеќа како македонец и да дојде ден да го потпише тоа на тој лист. Меѓутоа, една долга тема која што си има на друго место за коментирање. Суштинска е темата, но факт е дека една од поголемите грешки во нашата надворешна политика. И ако ние младите вакви ситуации барем ќе осеќаме како прилика не си кажеме барем тие што не гледаат, што сте и помали од мене, нели, наша генерација, дека треба да си ја сакаме Македонија и постои само една Македонија, каде би ни бил крајот. Океј, Стефани, ти стана политичар. Еве ти последно прашање. Каков став имаш за потегот на Ламбе Алабаковски? Ламбе Алабаковски го изрази револтот искрен на македонските граѓани према тоа што го прави Бугарија како држава. Така. Значи, Ламбе има направено прекршок и има систем кој што веројатно ќе го доведе во ситуација да одговара за тој прекршок. Тоа е Само нека го пуштиат притвор. Не, ама ќе се суди. Појма нема. Видете, по мене не се работи за кривично дело и Добро. мислам дека тука обвинителството во овој момент, тоа што го имам како информации, сериозно претерува во надеж да се задоволи некоја друга страна која што веќе со години ни дерогира право на самоопределување, на свој јазик, на сопствена историја, а би го отворил секако и прашањето дали кога на ваков начин се третираат македонците кои што живеат во Бугарија, живеат во Бугарија, на ист ваков начин реагираат бугарските институции. Тоа го има само кај нас. Тоа што го прави Бугарија во моментот спрема македонската држава, создава револт, создава нетрпеливост помеѓу обичните граѓани на двете држави. Да. И да кажеме дека односот спрема нас не е фер, е само политички коректно да се изразуваме. Засрамувачки односот на Бугарија кон Македонија. Ламбе е одличен македонски уметник, феноменални песни има снимано кои што сите ги слушаме.
И тоа е вака мојот став околу тоа прашање. Тимчо, убаво интервју тераме цело време, меѓутоа, еве, како за крај би сакал уште една тема да отвориме. Не ја спомнавме твојата сопруга, не го спомнавме синот, да се тргнеме малку на страна или од политичкиве работи. Колку време сте во брак, кажи ми, и ме интересира оној ден да се врати сеќавањето, колку ти беше тешко и мислам тешко у позитивна смисла, незгодно, трема, дента кога требаше да ја побараш и каде ја побара за жена? Ова го броев колку години сме у брак во глава за да не утнам работа. Пази што збориш. 5 години сме во брак, имаме Мали од 3 години. Синче кој што ќе полни Кога за годишнина? за 2 дена на 27 јануари. За 2 дена ќе полни, леле, ако гутнав датумот, не гутнав. Ова ќе излезе во четврток, може би веќе поминал, така да. За 2 дена полни 4 години. Та е здраве, живо. Синот, тие се заедно со моите родители и целото моје семејство најголемата поддршка која што имам. Го носат и најголемиот товар, бидејќи често сум одсутен, недоволно време Можам да замислам. поминувам дома, но веруваат во тоа што го правам. Така да сето ова што го правам, што го постигнувам, не би можел без нив. Дефинитивно. Браво. Во интерес на времето, сега баш ми текна интересна реченицата Пасиев. Пасиев се пофали дека е најбољи правник у држава. А и ти си професор по право. Дали титулата за најбољи правник реално ќе му ја дадеш на Пасиев или имаш коментар? Па, се. Ко поготов прашање. Опа, ќе се лупнеме. Да кажеш дека си најдобар правник е да кажеш дека си најдобар доктор. Значи има, нели, кардиолог, трансфузиолог, Да. сите тие специјализации. Исто така постојат и многу различни области во делот на правото. Значи има добри правници кои што се занимаваат со одредени потесни области. Малку е тешко тоа да го измериш од 1 до 10, но не може да каже никој по мене дека е најдобар правник. Јас, например, еве кривична постапка. Многу значен дел од правото. Последен пат сум го учел тоа кога сум бил 3-та година на правен факултет. Аха. Така да, знаеш, она генерализациите се некош многу добри за самодоверба, кривање, но се далеку од тоа што е реалноста. Значи сакаш да кажеш дека не е. Па јас не знам на било кој што би можеле таа титула да му ја дадем. Има одлични правници во многу различни области, луѓе кои што добре разбираат, но да кажеш дека си најдобар, еве сакам да чуам каде е измерено тоа. Океј, Да. не. Една работа што многу ми се свија е тоа што си стварно добар политичар. За крај, ме интересира. Првиот ден како правник, бидејќи нели за тие што не знаат, 2020 беше правник, после си Пратеник. извини, пратеник, да. правник, се збунив. Да. Пратеник, а потоа нели градоначалник на општина Аеродром. Да ми го споредиш првиот ден како пратеник, како за крај, и првиот ден како градоначалник, што е подобро? Првиот ден како пратеник, одам во собрание, ја имав тогаш електричен тротинет цело време користав. Аха. И идам на работа со мојот електричен тротинет и застанува обезбедување у собрание, а не може тука. Како не Што може? не те пуштија на првиот работен ден? Не, нема. Вака ме застана, имаше тоаш и телевизија и камери снимаат тука, ме Не те прашува. позна? Не, ти можеш да влезеш, но не може тротинетот да се остави од безбедносни причини никаде во близина на собрание. Ја тоаш ги излезав, викам да дојдев со фактура за патни трошоци, нема проблем, ама со електричен тротинет доаѓаш, тоаш уште не беа тротинетиве актуелни. И после малце почна, јас сакам така. Интересно ми е кога некојаш ќе се зезаат со мене, и на моја сметка. Добро. После почна да се зезаат на социјални медиуми со мене. Знаеш, кога тогаш Не се миња да ти прават? мемиња има со тротинетиви, имаме еден познат инстаграмер, ја по инстаграмот сум често присутен на инстаграм и ти се Јасно. знам, да. Има еден лик Боемот, не знам дали Добро. го следиш, он цело време прави мемиња со тротинети, ама не од тој тип на мемиња општи, Добро. туку имаше едни мемиња за мене, што се случува тогаш Пендаровски го даде мандатот на Заев. И ние цела пратеничка група отидовме пешки до вилата на председателот, тоа е горе, поводно се качувавме, Така, да изразиме незадоволство. Имаше на Твитер многу добри за африканци и сега го мислам тимче со тротинетот надолу кога се сибење по Водњанска, дали дали е добар, дали стигна. Ама не, мислам, првиот ден во собранието е за жал таква средина кај нас, која што подолги години нефункционалност нистото, не можеш да бидеш креатор на промени. Колку и да си мотивиран,
за жал така е претворена институцијата и тоа мораме да работиме да го промениме. Да се биде градоначелник на аеродром и првиот ден почнуваш со промени. Еден од првите денови, мислам дека дури и првиот ден дојдовме тука да почнеме да чистиме една огромна дива депонија баш близко тука, кај последна петка. Да. Што значи разликата е во собрание веднаш првиот ден имаш препрека. Доаѓаш со третиране, не може вака, не може ова, ограничено, вака треба, вака не треба. А тука си низвршна позиција, доаѓаш првиот ден и почнуваш да создаваш промени, да го реализираш тоа што си го ветел. Те викаат градоначалниче? Те викаат, јас еден постар професор на факултет ми има даден еден многу добар совет. Вели, тука на факултет си зим зелено драво. Растеш. Во политиката си листопадно драво. Имаш крај на кариерата, сакаш да кажеш? Доаѓа Значи во првиот момент треба да мислиш на последниот момент. И затоа не треба да си обседнат со канцелари, со функции, туку со тоа што ќе го оставиш како една политичка оставштина од твојот мандат. Така да мене подраго ми е некој тимче кога ќе ми рече, него градоначалник или градоначалник. Таква треба да правиме политиката, пристапно до граѓаните, кога се криеш позади некоја функција, некој назив, тогаш ем си подалечен од граѓаните, а уште помалку можеш да постигнеш за некоја промена. Тимчо, се надам дека си поменувал. Феноменално. Баш ми е мило и се надам дека се покажав и докажав дека еве и ние од YouTube, кој што многу често знаеме да делуваме детски и несериозно, можеме да изработиме едно професионално интервју. Не делувате детски, баш она професионално. Сега овој моментот кај што клик се subscribe преме. Треба да кажеме subscribe на крај. Да. Фала ти што одвои време, што ги тргна обврските како градоначалник на барем еден час да снимиме интервју. Се надам дека ќе се видиме повторно, дека ќе снимиме повторно и дека уживаше во разговоров. Интересна беше атмосферата, да пристапиме и до една млада публика, која што тебе знам те следи, а не следи секојдневни политички емисии. И секако да се поддржи еден аеродромец. И мора да кажеш subscribe на крај, subscribe све. Се надам дека ви уживавте со нас, долго интересно интервју, интересни предизвици, чувствате доста добри одговори. Како што кажавме, не заборавете да ставите subscribe и лайк, а ние се гледаме во ново видео. Чао дечки. Чао. All I wanna do is just flex. Big body ting, have sex. No phone calls, just text.